Добар ден на сите, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Во овие денови добиваме стотици пораки од наши членови на ЗНАМ и поддржувачи. Луѓе кои се повикуваат на разговори, на предупредувања, на притисоци и сето тоа по директна директива на Венко Филипче и сегашното актуелно руководство на СДСМ. Наместо визија, тие нудат страв. Наместо идеи, нудат уцена. Наместо дебата, нудат хајка. Но јас ви ветувам и од тука јасно ви порачувам, овие тактики ќе ги поразат, но нема да ја поразат Македонија и ЗНАМ. Нема да успеат. ЗНАМ не се плаши, нашите членови не се плашат. Македонија нема да се плаши. Секој обид за заплашување само ја зајакнува нашата борба и идеја. Тоа е вашиот страв, затоа што знаете дека народот повеќе не ви верува, дека ЗНАМ расте, а вашиот систем се распади. Почитувани, пред една недела го повикав лидерот на СДСМ Венко Филипче на телевизиски дуел. Не заради мене, не заради партија, туку заради Македонија. Да ги соочиме аргументите, да зборуваме отворено пред народот за онаа што ни е најсвето. Нашата држава, нашиот идентитет, нашата иднина. 7 дена поминаа од тогаш, 7 дена молк, 7 дена тишина, таму каде што требаше да има храброст. И тоа кажува се за него. Затоа што кога ќе молчиш за вистината, молчиш и за државата. А ние во движењето ЗНАМ нема да молчиме. Нашата должност е да зборуваме, да предупредуваме и да ги браниме државните интереси. Пред извесен период, пред сите политички партии во државата ја представивме нашата национална платформа за заштита на македонските национални интереси. Во неа не ставивме партиски интереси, туку историја, чест и иднина. Крушевскиот манифест, асно, нашата вековна борба за држава и за јазик. Тоа се темелите на Македонија што ја сакаме. Таа платформа ја испративме со почит, со надеж дека ќе биде почитувана. Но господата од СДСМ ни ја врати назад, неотворена, неотпакувана. Не ја прочита, не ја ни допреа. Не ја почувствува. А истите тие се дрзнуваат да зборуваат за црвени линии, а линиите што ги влечат се линии на поделба, на отстапки, на целосно распродавање на македонските национални интереси. Почитувани, јас не сум човек што молчи. Јас сум човек што го сака својот народ и својата татковина. И затоа, Венко, повторно денес ја користам оваа прилика да те повикам на соочување. Излези, соочу се, зборувај со мене, зборувај пред народот. Избери медиум, време, место. Како помош и логистика, слободно можеш да го земеш и твојот ментор, господинот Заев, а и сите членови на актуелното раководство на СДСМ. Впрочем, тоа може да го организираш ако сакаш и на Бихачка. Ке дојдем да ги соочиме фактите и аргументите и да се разбереме и околу платформите и околу резолуциите. Знам дека е тешко да се излезе од луксузот во кој живееш, бидејќи лесно е да се ужива под сонцето во Дубај, да се возат скапи мотори и автомобили и да се плови на јахти. Но Венко има нешто поважно од сето тоа. Овој пат не се работи за комфор и забава. Овој пат станува збор за нашата држава Македонија. Одважи се, покажи доблес, излези и погледни ме и на мене и на народот во очи. Јас ќе те очекувам со вистината, со документи и со љубов кон својата земја. Да му покажеме на народот кој има визија за Македонија, а кој само пласира туѓи сценарија. Не барам конфликт, барам одговорност. Одговорност пред историјата, пред нашите граѓани и пред идните генерации. Немаме резервна татковина, оваа земја, наша земја, ја наследивме со жртви, со крв и со борба. Нашата должност е да ја чуваме, да ја надоградуваме и да ја оставиме подобра на нашите деца и идните генерации. Македонија, почитувани, не е збор. Македонија е чувство. Македонија е поглед на секој граѓанин кој што плаче под знамето. Македонија е секој човек што верува дека оваа земја може подобро. И додека има луѓе што ја чувствуваат така, нема да исчезне Македонија. Нема да се предаде и нема да се продаде.
Ние во знам, нема да дозволиме никој повеќе да ја гази таа љубов. Ќе ја браниме Македонија со разум, со срце и со визија. Ќе ја браниме со работа, со честност и со обединетост. Ова е наша земја, ова е нашето време и ова е нашата должност. Да ја чуваме Македонија и да ја издигнеме Македонија, да ја направиме држава со која ќе се гордеат и нашите и идните генерации кои што ќе дојдат по нашите деца. Ви благодарам, поштувани, и повелете со прашање. Јас имам едно прашање, може ли на ваш коментар околу црната кампања која што се води изминатите денови и од двете најголеми македонски партии, повеќе се зборува за предавството за Бугарија отколку за решавање на реални локални проблеми? Знам, не учествува во црни кампањи, знам води максимално позитивна кампања и ние ќе продолжиме така да ја бараме довербата на граѓаните на овие престојни локални избори за сите наши кандидати за советници и за сите наши кандидати за градоначалници кои што се подреден број 2 на гласачкото липче. Во оваа прилика сакам да испратам порака. Демократијата се тренира, но сепак треба да излеземе од старите стереотипи и да се посочиме на иднината, бидејќи граѓаните од нас очекуваат одговорност, а негативната кампања, мислам, носи само негативни чувства кај секој граѓанин, не враќа на тоа што било лошо во одредени времења, во кои што сите, буквално сите политички елити кои што минаа низ оваа држава имаат своја одговорност. Дали имате други прашања? Помина половина од кампањата, речиси. Што ви кажуваат средните со граѓаните? Какво е расположението за 19 октомври? Знаме добро примен помеѓу секој граѓанин. Имаме хендикеп што немаме голем простор како останатите само нарешени големи политички партии. Имаме одлична соработка со нашиот коалиционен партнер ВМРО-ДПМН, што се однесува до кампањата во Куманово, оди одлично, но го имаме отчетот. Имаме резултат над 800 реализирани проекти во Куманово, кои што граѓаните секојдневно ги чувствуваат. Мојот одговор на сите прашања е дека проблемите ги имало и ќе ги има. Моја работа како актуелен градоначалник е да ги има што помалку, а ист таков пристап има и нашиот кандидат за градоначалник Мирослав Лабудовиќ, кој што се бори да ја добие одговорноста да раководи со општина Центар во Скопје во следните 4 години. Повелете дали има други прашања? Доколку нема, ви благодарам за присуство на оваа пресконференција.